на Канал 8, добро дојдовте. Локалната самоуправа на Кочани подготвува проект за средување на зеленото пазарче кај автобуската станица. Постапката е со цел да се регулира поставувањето на тезгите и да се уреди просторот што се користи за продажба на прехранбени продукти. Средување на изгледот и ставање ред во поставувањето на тезгите најавуваат од локалната самоуправа на Кочани за зеленото пазарче кај автобуската станица. На просторот што со децении се користи за продажба на зеленчук и овошје, често се забележуваат и продавачи на текстил и други производи со поставување тезги на тротоарот. Поради тоа веќе имало поплаки од граѓаните до службите во општинската администрација, со барања да се најде решение за проблемот и да се стави ред во тоа кој и под какви услови ќе може да го користи пазарот. Ова беше актуализирано и на последната седница на Советот на општината, како советничко прашање до градоначалникот Илиев. Тој најави дека се подготвува проект за целата локација. Ние веќе изготвуваме проект за уредување на делот на пазарот на автобуската станица, со што конечно ќе го решиме тој проблем околу поставување на тезги и се што треба и не треба на сите страни. Значи ќе биде уредено и ќе инсистираме од нашите инспекциски служби да водат грижа да навистина се почитува тој простор кој во најскоро време планираме да го уредиме и да биде навистина направено како што треба. Пред 10 години општина Кочани определи друга локација за зелен пазар во непосредна близина на сегашната. Сепак, таму воопшто не заживеа идејата да се користат тезгите, поради што неопходно е уредување на сегашниот простор. Со тоа ќе се ослободи тротоарот на кој има голема фреквенција од луѓе со оглед на близината на автобуската станица, но и на трговските и други објекти во близина. Во Кочани ќе се испитува и анализира квалитетот на животната средина. Локалната самоуправа веќе избра фирма која во наредниот едногодишен период ќе го контролира испуштањето отпадни води, загадувањето на воздухот и бучавата. Квалитетот на животната средина на подрачјето на општина Кочани во наредните 12 месеци ќе го следи фирма која што ќе врши контрола, анализа и информирање за повеќе параметри. По спроведената постапка за јавна набавка, фирмата Euromag Control наскоро ќе подпише договор за анализа на квалитетот на животната средина, што се однесува на анализа на бучавата, отпадните води, емисиите од стационарни извори и присуството на PM10 честички во амбиенталниот воздух. Според договорот, ќе се следи и нивото на бучава што е предизвикано од производни и услужни дејности, како и од стамбените и деловни објекти. На примероци од постројки за преработка на млеко и млечни производи, за производство и конзервирање на месо и месни производи, како и на земјоделски производи, ќе се анализираат општи, биолошки, органски и анооргански показатели на отпадните води. При тоа ќе бидат вклучени и постројките за површинска обработка на метали, текстил, како и оние од графичката дејност. Договорот за квалитет на животната средина опфаќа и анализа на емисии од стационарни испусти на мерни места, каде што ќе се утврдува присуството на прашина, јаглерод моноксид и диоксид и чадни единици. Следењето на квалитетот на животната средина ќе се однесува на суспендирани честички со големина до 10 микрометри, односно така наречените PM10 честички. Општина Кочани е меѓу ретките единици на локалната самоуправа што самостојно од програмата за животна средина презема мерки за анализа и следење на квалитетот на животната средина. За оваа намена од општинскиот буџет ќе бидат наменети 540.000 денари. Следењето ќе се врши на мерни места и постројки што се во надлежност на локалната самоуправа. Со разни игри подсетувајќи на детските права, детската градинка Гоце Делчев во Виница ја одбележува неделата на детето. Градоначалникот Ивица Димитров ги посети децата од големите групи во детската установа. Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров ги посети дечињата од детската градинка Гоце Делчев, кои со разни активности и игри одбележуваат неделата на детето и испраќаат јасна порака дека и покрај пандемијата со COVID-19 детската смеа и игра не смее да згасне. При посетата запазени се сите безбедносни мерки за заштита од COVID-19, држање растојание, носење маски и одржување лична хигиена. Децата се нашето најголемо богатство, нашата радост и нашата иднина. Сите деца имаат еднакви права и на сите треба да им се даде неопходната поддршка и да им се овозможат еднакви можности.
Одговорноста за децата е на целата заедница, на сите нас. Светот останува на децата и представува предизвик да ги научиме да ги спознаат вистинските вредности во животот и да им дадеме сила да истраат и да успеат во овој свет, изјави градоначалникот Ивица Димитров. Инаку, неделата на детето се одбележува насекаде во светот со цел да се зголеми свесноста кај децата за правото на образование, правото на нивно слободно изразување и нивна активна вклученост во креирањето на културниот живот во заедницата. Ракот на дојка коси во Македонија. Веднаш зад кардиоваскуларните болести, малигните неоплазми се на второ место во структурата на причините за смрт на населението. Лекарите велат дека ракот на дојка има најголема стапка на морбилитет кај жените. Статистиката покажува дека минатата година во земјава се регистрирани над 1200 ново заболени од рак на дојка. Се намалува и старосната граница. Заболуваат се повеќе млади лица. Октомври е месец кој треба да ја подигне свеста за борба против рак на дојка. Бројките според лекарите не треба да служат за заплашување на населението, туку за подигнување на јавната свест кај женската популација дека болестите на дојката може да се превенираат и рано да се откријат. Бројките сами по себе според нив се незначителни ако се земе во предвид траумата, емоциите и патешествијата што ги поминуваат жените кај кои е диагностициран рак на дојка. Затоа лекарите алудираат најмногу на чест самопреглед, кој е од исклучително значење за рана детекција на карцином. Вочливо е тоа што процентуално имаме зголемување, но многу впечатливо и вочливо е тоа што старосната граница, паѓа кај помладите доста се јавува карциномот. И мое е да апелирам, да развијам свеста, дека треба да се превенира, како викаме се што е на време, има лек. Само прегледот е еден од најбитните, еден од диагностичките методи покрај диагностичките, на прво место ви го ставил само прегледот. Старосната граница гледаме дека рапидно паѓа, дека доста карциномот се јавува кај помладите, причината е начинот, стилот на живење, стресот, динамиката, се си го прави своето, ама сепак тоа е доста впечатливо и вочливо. Само прегледот е преглед кој што жената си го, што рековме, обавува независно од докторот, се обавува еднашка месечно. Жената треба најчесто обично велиме дека треба да се обавува после туширање, кога ги излезе, пред огледалото да застане и со инспекција да ги следи двете двојки, да дали постои некоја асиметрија, некоја нова појава, на промена на кожата, испакнување, зрнце. Секоја година се правеа и скрининзи кои беа од исклучителна важност за рано откривање на ракот на дојка. Како и секаде во државата поради COVID-19, така и во Кочанската болница беа стопирани прегледите на ехо и мамографија, а од септември почна да функционира Мој термин. Се работи со Мој термин, веќе од септември имаме почнато пуштено термини, има и за мамографија, за ехо на дојка. Јас сакам многу тоа сега да го кажам, пошто имаме многу некако нејасноти околу начинот на прегледите. Ехото на дојки има две диагностички методи, базични диагностички методи кои што се основни, да реков покрај само прегледот што го на прво место става. Ние докторите што ги обавуваме, тоа е ехото на дојката и мамографијата. Ехото на дојката, не можеме да кажеме кој е побитен или кој е поглавен, бидејќи се сасвим две различни диагностики кои што сепак се надополнуваат и ја дават целата слика што на нас докторите ни е потребна. Битно е тоа што ехото на дојки е диагностичка метода која е најбитно да се применува се кај младите до 40 години. Диагностичка метода за откривање на ракот на дојка за жени над 40 години е мамографијата, која треба да се прави на 2 години, додава доктор Могилевска. Издруженијето за борба против ракот на дојка борка за секој нов ден постојано е со активности за потсетување на важноста на самопрегледот, а розовата боја и панделка се препознатлив символ за подигнување на свеста и за подршка на сите пациенти заболени од оваа болест. Тоа не е само женска боја, туку боја на надеж и на храброст. Сдруженијето ги поттикнува сите да прават редовен самопреглед и мамографија, затоа што ракот, доколку се открие во почетна фаза, може да се излекува кај повеќе од 95% од заболените.
Телефонска психолошка подршка даваат психолозите за сите, посебно за луѓето во самоизолација, во период со справување со коронавирусот. Со тоа се работи на зачувување на менталното здравје кое е кревко кај луѓето, посебно во услови на пандемија. Пандемијата направи психолозите да бидат со полни раце работа и изголемени повици за подршка како никогаш досега. 10 октомври во светот се одбележува како светски ден за заштита на менталното здравје. Светскиот ден за заштита на менталното здравје се одбележува во организација на Светската федерација за ментално здравје од 1992 година на 10 октомври секоја година во повеќе од 100 земји низ целиот свет. Оваа година Светскиот ден на менталното здравје 10 октомври се одбележува под мотото Достоинство во менталното здравје и е година на подигање на свеста за она што може да се направи и да се обезбеди за луѓето со ментални здравствени проблеми, со цел да продолжат да живеат со достоинство, да се почитуваат нивните човекови права и да се почитува нивната информираност и согласност за лекување. Посебно тешко да се одржи менталното здравје е во време на пандемија, како што се случува оваа 2020 година, велат психолозите. Министерството за здравство во соработка со клиниката за психијатрија отвори телефонски броеви за психолошка подршка за лица во самоизолација во периодот со справувањето со COVID-19. И стручните лица, психолози на ниво на територија на општина Кочани и Виница се подготвени за соработка и секојдневно се во телефонска комуникација со луѓе на кои им треба психолошка подршка и подкрепа. Во разговор, психологот Радмила Манчевска за Канал 8 истакна дека грижата за психичкото здравје е исто толку важна како и грижата за физичкото здравје во услови на пандемија со COVID-19. Луѓето се под силен притисок. Седењето дома знае да предизвика и дополнителна анксиозност. Луѓето помислуваат и се плашат од загуби. Подршката е многу важна во овој период, вели Манчевска. Кај некои луѓе тоа чувство на страф е малку поголемо, понекогаш и претерано, па се јавуваат одредени дури состојби и на панични напади, кои што се карактеристични за луѓе кои што имале одредено претходно расстройство или анксиозни расстройства и така натаму. Кога станува збор за нормални луѓе кои што немале одредени здравствени проблеми, нормално е да има покачено чувство на страх, кое што е потребно да го сватиме како една соодветна реакција на организмот на ваквата ситуација. Посебно во овој период и не тешко на лицата кои што се во самоизолација, затоа што тие е потребно сосема да ги избегнуваат контактите со своите блиски. И во тие ситуации секако дека психолозите сме тука за да помогнеме, да во насока да ги насочат собствените мисли во однос на позитивно размислување, во насока дека сето тоа ќе помине, дека не е тоа трајна ситуација, сепак тоа е привремена ситуација и како што е привремена е потребно да превземеме одговорност која што е значајна за овој период, да размислуваме на она кога ќе помине. Значи да размислуваме позитивно. Во светот 450 милиони луѓе постојано страдаат од ментални и невролошки расстройства, а 1,5 милиарди луѓе, од кои 3/4 живеат во земјите во развој, страдаат од едно или повеќе невропсихијатриски заболувања. Во 2020 година процентот на менталните заболувања е зголемен за 50%. За крај од вестите на Канал 8, информацијата од спортот. Викендов се игра седмото коло во втората фудбалска лига Исток, во која Осогово на домашен терен го дочекува Росоман, а Слога 1934 ќе гостува во Штип на средба со Бргалница. На тениските терени кај градскиот базен во наредните 3 дена ќе се игра турнирот Кочани Опен, на кој се пријавиле 55 играчи. Викендов се играат надпреварите од седмото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток. Кочанскиот второлигаш Осогово ќе биде домакин на средбата со дебитантот во лигата Росоман, кој играше промеливо во изминатите 6 кола, а со 7 бода во моментот е на средината на табелата.
Сепак, токму против оваа екипа жолто-сините се надеваат дека ќе ја постигнат првата победа во овогодишното првенство и конечно ќе го зголемат бодовното салдо. Со 4 освоени бода од исто толку нерешени средби, кочанските фудбалери засега се на последното место. Единствено, победа против екипата од Кавадаречкото село може да им помогне да се поместат од дното на табелата. Средбата на стадионот Никола Мантов се игра в сабота од 15 часот. За разлика од Осогово, Виничка Слога 1934 ја очекува тешко гостување во Штип против Брегалница, која заедно со Тиквеш во моментот го дели првото место. Повеќе од јасно е дека домакините нема да дозволат изненадувања, иако по минатонеделниот пораз од Тиквеш, Виничкиот второлигаш ќе мора да се потруди да извлече што поповолен резултат, па макар и бод. Во 3 дена од продолжениот викенд на терените кај градскиот базен ќе се одржи првиот тениски турнир Кочани Опен. Организаторот најавува дека се е подготвено за надпреварите, а веќе е направена и ждрепката и распоредот на двојките. Со оглед на големиот број надпреварувачи, дел од нив ќе играат и во вечерниот термин за што беше реновирано и осветлувањето на терените. Финалето на тенискиот турнир Кочани Опен е закажано за понеделник попладне. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.